Добро. Значи, еве и од заменик министерот за финансии се потврди таа информација во моето прашање, каде што постави прашање дали фирми кои што се блиски до премиерот должат данок спрема Управата за јавни приходи. Истото беше одговорено дека должат и истото тоа може да се види од сајтот на Управата за јавни приходи. Овие информации кои што јас ги изнесов овдека се точно од сајтот на Управата за јавни приходи, каде што вели: градежна компанија Дравас инженеринг заклучно со август лани имала вкупен доспеа на ненаплатен долг од 41.325.000 денари кон државата. Од нив 25 милиони денари се за ДДВ, 14,7 милиони денари за данок на добивка и 279.000 денари за плати и придонеси. Втора компанија, Сара инженеринг, со вкупен долг од 33.811.500 денари, од нив за ДДВ 13,5 милиони денари, за данок на добивка 19,7 милиони денари, за плати и придонеси 78.000 денари. И ова се повторува со години. Така на листата на неплаќачи во 2019 година беа истите фирми блиски до власта, до премиерот, како што е Еленица, со долг од речиси 10 милиони денари, додека Дравас инженеринг во 2019 година должела речиси 17 милиони денари. Следствено на тоа, како можеме, господине заменик министер, да упатиме јавна пофалба до директорката на Управата за јавни приходи, кога немаме ист аршин спрема сите даночни обврзници? Ќе направиме една споредба за неносење на маска, непочитување на редот, кој што според мене треба да го почитуваме заради пандемијата. Луѓето веднаш се казнуваат со глоба, а некои фирми кои што се блиски до власта да можат да бидат толерирани. Прашањето ми е: дали Сања Лукаревска врз основа на толеранцијата која што ја има спрема фирмите кои што се блиски до власта, таа напредува во својата кариера? Дали Лукаревска всушност поради својата послушност и отсуство на пркос е наградена, а во исто време народот да плаќа скапи кредити? Во мојот одговор претходно спомнав дека освен што се задолжуваме во овие 10 месеци во овој нов состав на парламентот, други седници, други точки на седниците, како и да немаме. Нова седница, нов ден, ново задолжување. Граѓаните ќе го плаќаат и ќе го враќаат кредитот со кој што на некој начин се толерира работењето на фирмите кои што се блиски до Социјалдемократскиот сојуз. Не сум задоволен од одговорот, апсолутно, и немам дополнително прашање.